Повелете се Ќе прашање. заврши ли лидерската брзо или ќе завршиме ние на клиничкиот од чекање? Калку што знаете, започнат е процесот на разговори за формирање на новата влада. Лидерската средба е во тек. По завршувањето на средбата и од страна на Социјалдемократскиот сојуз и од страна на Демократската унија за интеграција до јавноста ќе бидат испратени соопштенија. Сосема е небитно прашањето за ресорската распределба или персоналната распределба на имиња или ресори по политичките партии. Она што е најбитно за Република Македонија, на што е интерес на Република Македонија да ги смениме, односно да воспоставиме принципи на функционирање, односно враќање на системот на функционирање во кој што граѓаните владата ќе осеќаат за своја. Воколку остане истиот принцип или истиот начин или истиот систем на функционирање на власта, тогаш се совршено небитни и ресорите или персоналните решенија на тие ресори. Ќе се намали ли бројот на министри? У вези со приемот Косова у УНЕСКО треба да се гласа дали ќе биде онако како е рекол ваш претседник Заев? Она што ние го имаме кажано како политички став на Социјалдемократскиот сојуз преку претседателот Заев, тоа е став на Социјалдемократскиот сојуз. Владата на Република Македонија после нејзиното основање ќе усогласи став кој што ќе го каже во пригласањето во УНЕСКО. Дали може да се деси утицај партија со којма преговарате о формирању владе албански, во чиј е интерес верувам супротно? Не би сакал да шпекулираме за одлука на влада која што се уште не е основана. Ќе се намали ли кабинетот на Заев? Повторно велам, во тек се процесите и договорите и разговорите за формирање на владата. Откако ќе завршат, подоцна ќе можеме да разговараме за бројот на министрите, за ресорите, кои политички партии, кои ресори ги добиваат, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за граѓаните на Македонија. Многу е битно новата влада да функционира на сосема поинаков начин, систем и принципи од досегашното разбојничко функционирање на ВМРО-ДПМН. Кога очекувате да завршат овие разговори околу формирањето на влада? Очекуваме што е можно поскоро да завршат овие разговори, бидејќи како што рековме, како што ветивме, нема да бидат потребни 20 дена дадени со уставот, ден поскоро формирање на влада е ден подобро за Република Македонија, да избегнеме токму од ваквите штетни и криминални договори кои што гледате дека една власт во заминување ги потпишува. Со ПЕС ќе разговарате? Ќе разговараме со сите политички партии кои што ги дадоа подписите за добивање на мандат на состав во владата. Во тие разговори ќе бидат дефинирани политичките позиции на секоја партија во смисол на поддршка на владата и нивна партиципација. Дали тоа ќе биде преку ресорно учество или ќе биде преку политичка поддршка на владата, ќе биде резултат на тие разговори и договори. Ќе има ли измена во изборната програма? Достапи на албанскиот блок. Повторно кажуваме, сакаме да ја смениме и логиката на размислувања кој што и досега и по инерција веројатно јавноста ги има. Не се битни ресорите, многу е битно да таа влада функционира за потребите на граѓаните. Од БЕСА дури јавно побара разгледување на одлуката за Сала Џафери како претседател на собрание. Како го коментирате ово? Јас немам чуено дека имаат БЕСА таква работа побарано. Пак кажувам, сите партии кои што ги дадоа подписите за добивање на мандатот ќе бидат дел од разговорите. По завршување на тие разговори ќе ги дефинираме позициите на тие партии во однос на владиното мнозинство. Дали Заев планира да патува за Брисел во среда кај Могерини? Дали има лична покана? Поканата, колку што ја знам, средбата е на премиерско ниво, а остатокот ќе треба кај организаторот на тоа да го прашат. Кој ќе биде средбата со БЕСА и Палијатко викендот? Очекуваме дека ќе се интензивираат средбите, навремено ќе ве известиме. Денеска се извинувам, имавме една мало неусогласување, бидејќи дел кога ме комунициравте и мене, добивме информации и меѓутоа сепак мислам на време добивте сите информацијата за денешната средба. Средбите помеѓу лидерите на политичките партии ќе бидат на време најавувани со цел да и вие и јавноста бидете благовремено известени. Формирање на влада помеѓу политички партии е многу нормална работа после изборите, не е ништо тајно за да тие средби се кријат. Дали ќе има интервенции во програмата што ја соопшти лидерот Заев, односно мандатарот, врз основа на програмите што ги имаат коалиционите партнери? Програмата која што објави Социјалдемократскиот сојуз во себе имплементира доволен број на мерки кои што се опфатени со програмите на останатите политички партии.
СДСМ реагираше брзо во поглед на екстерното оценување. Може ли да очекуваме некои слични постапки, односно предлог закони да се поднесат на собрание? Оние закони за кои што сакале или не сакале заради поведението на опозицијата во собранието во фаза на конститутивната седница, ги доведовме граѓаните и децата во еден цајтнут за неможност да се за неможност или да бидат на терен кај што не знаат што ќе направат со екстерното, не поведе и нас да го исполниме нашето ветување. Ние тие закони во најкратка постапка, како што веќе знаете, ги поднесовме во Собранието на Македонија. Очекуваме дека конечно непосредно после таа седница ќе се одржи седницата за избор на влада на Република Македонија, да ги нормализираме политичките односи и мерките кои што како интервентни и итни се предвидени и ветени кон граѓаните да бидат веднаш исполнети. Кај се консултациите за комисиите во собрание? Тоа ќе треба да прашате во службите на собранието. Од наша страна ние немаме никаков проблем, дури го охрабруваме ДПМН да си ја прифати улогата на политичка опозиција со цел да може да го деблокираме процесот на собранието, на формирање комисии во собранието. Дали вие веќе имате утврдено кандидати за тие комисии? Како СДСМ, како Утврдувањето на бројот на кандидатите и членовите на комисијата зависи од одлуката на ДПМН каква позиција ќе сака да заземат. Воколку не одлучат да немаат пратеничка група еден состав, вие како искусен известувач од собранието знаете, воколку одлучат да имаат пратеничка група е сосема поинаков состав. Затоа можеме за тоа да разговараме откако ВМРО ДПМН ќе се произнесе, нема да дозволиме тој процес на нивно произнесување да го толерираме предолго време, затоа што мораме да ги ставиме во постапка законите за укинување на екстерното образование.